Elvis Shakiri for demonstrating exceptional courage, strength, leadership, and commitment to advancing the human rights of the Roma people in North Macedonia and combating systemic racism, discrimination, and xenophobia while creating inclusion for marginalized people in local and national policies. Значи многу, бидејќи на некој начин е тестамент на она што го имаме направено, особено во последниот период. Така да мислам дека е прилично успех не само за мене, туку за нашата организација и за цела наша заедница да ја добиеме оваа награда. Со оглед на тоа што ги застапуваш ромите и нивните права по повеќе основи, каде е најкритично? Делот со лична документација, нешто кое што го работевме особено изминатиот период. Со измената на неколку законски решенија, успеавме поголем дел од лицата без документи да добијат веќе лична документација. Меѓутоа, нешто што е исто така критично е големиот процент на лица кои што немаат завршено основно образование. Најголемо прашање каде што е горливо и треба да се реши е во делот на добување, односно урбанизација на ромските населби. Што е тоа што ви укажува дека сте на вистинскиот пат и дека оно што го правите има ефект, дека не се само празни зборови и акции, туку и дела? Кога ги зборуваме резултатите се обични бројки, меѓутоа кога ќе отидам на терен и кога ќе видам, мислам, кога разговарам со самата заедница за тоа колку се менува нивниот живот, тогаш, мислам, тоа ме исполнува и сваќам колку уствари ние сме постигнале нешто на терен. Една случка од последниот период имав сретнато жена која што на 45 години за прв пат научила да чита и да пишува. И самата нејзина сторија дека кога одела пред институција и кога и давале образец да потпише, тоа што она ми го пренесе беше кога ќе ми го дадат листот да се потпишам и кога јас не знам како да се потпишам, се чувствувам засрамено на возрастни години. Сега после толку време жената научила да пишува и она толку восхитено се чувствуваше, така да мене ми даде поттик дека да, мислам, сме финансирале активност за дообразување. Може би свидетелството е парче хартија, меѓутоа нејзиното чувство дека веќе не се срами затоа што знае да се потпише е навистина позитивно. Луѓето се, која ќе ви кажат дека се задоволни, дека во изминатите 30 години газеле во кал, а конечно после 30 години веќе може да шетаат по асфалтиран пат, или пак кога веќе децата не мора да одаат калливи на училиште, е навистина, мислам, позитивно нешто што се случува на терен. Колку ова признание ќе ви биде дополнителен ветер во грбот? Во изминатите 30 години воопшто не е инвестирано во ромската заедница. Многу малку е направено. Така да и овој мал успех кој што сме го направиле е можеби само капка во морето, меѓутоа останува уште многу да се работи на терен. Потенцирам особено во делот на инфраструктура. Ние како Ромалитико во последниот период заедно со подршка на USAID одлучивме да финансираме детални урбанистички планови, бидејќи без детални урбанистички планови во ромските средини за жал не може да се направи никаква значителна инфраструктура. Имавме како заедница повеќе активности во смисол на тренинзи, конференции. Конечно, после толку време веќе нешто може да се направи на терен за самата заедница да види дека нивната ситуација се променува. Мислам дека секој од нас кога би направил по една позитивна работа, мислам дека сите на некој начин би биле лидери, нели, или би ги правеле тие промени во општеството во кое што живее.